Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на За или Против. Вечерва јас сум вашиот домакин Искра Коровешовска. Вечерва имаме интервју со министерот за внатрешни работи, господинот Панче Точковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Немам посебна најава, министре, бидејќи реално уште пред да влеземе во студиово продискутиравме дека можеби еден од ретките предизборни циклуси кога нема условно речено причина да го интервјуираме министерот за внатрешни работи, односно безбедноста е на некое задоволително ниво, така беше и во првиот круг. Како ќе ја гарантирате безбедноста во вториот круг? Така беше и во првиот круг и пред денот на гласањето, така беше и на денот на гласањето. Јас би рекол една историски најмирна демократска атмосфера каде што граѓаните можеа да си го стварат своето право на глас согласно свое убедување во рамки на еден мирен, безбеден и стабилен, би рекол е вака стабилна атмосфера и пред денот на одржување на изборите, секако и на самиот ден на одржување на изборите. Па и во периодот измеѓу пред потоа. Сите оние да речам настани кои што ги имавме како од прекршочен, така и од кривично правен аспект беа изолирани инциденти. Така да слободно можем да оценам дека имавме една мирна, фер и демократска атмосфера во рамки на првиот изборен круг. Слободно можем да очекувам дека истата би ја имале и на вториот изборен круг. Силите со кои што располага Министерството беа максимално активирани на денот на одржување на првиот изборен круг, така ќе биде и на денот на одржување на вториот изборен круг, со тоа што нели секако очекуваме помал број на активирање на сили од Министерството за внатрешни работи од едноставна причина што добар дел од општините се решија во прв круг, така да работата се одвива согласно оние програми кои што ги имаме утврдено како такви, ништо надвор од вообичаените действија кои што се превземаат во рамки на тековните активности на Министерството за внатрешни работи. Со оглед на тоа што и за нас новинарите малку полесено во вториот круг и периодот пред него, верувам дека тоа ќе биде и за полициските службеници, односно веќе така. Во однос на оние инциденти, би рекла, во меѓувреме меѓу двата круга се пријавите или дојавите за лажни бомби во Куманово и Скопје, околу 47 училишта. Дали се работи за деца пријавувачи или некакви шеги или не знам некакви предизвици меѓу младите и така натаму, или треба да не загрижува ова пријави и дојави за лажни бомби? Пак, бидејќи знаеме еден период како тоа резултираше и што се случуваше, губење настава, мобилизација, ресурси на МВР и така. Не треба да не загрижува ова кое што се случува во изминатиот период. Зошто? Заради тоа што за разлика од претходно, Министерството за внатрешни работи итекако е спремно да одговори соодветно на ваков тип на предизвици, односно согласно оној нов алгоритам кој што ги имаме за превентивно делување согласно оние информации кои што се добиваат во рамки на Министерството, соодветно реагираме, антитерористичките тимови кои што се будни, соодветно се упатуваат согласно алгоритмот, новиот алгоритам на секоја една локација каде што имаме дојава за одреден кривично правен настан, а има потреба да се појават овој тип на организациони единици од Министерството. Подобро сме организирани, побрзо се спроведуваат сите оние утврдени процедури и како што гледате, наставата се одвива во најдобар ред. Има ли приведени веќе во однос на, ги знаеме ли кои се, ги знаете ли всушност кои се тие кои ги пријавиле бомби? Има одредени индици во насока на мотивот и сторителите. Во овој момент не би можел да... Не се врзани со политичката сцена, односно со предизборието. Добро, тоа беше она кое што беше важно. Министра Деновева исто така е актуелно она каде што е случајот или оперативно каде што е вложена, односно инволвирана и МВР, приведувањето на Рустеми и неговиот соработник од комунална хигиена, и сега прашањето е од другите јавни предпријатија кои јавно го поставуваат, например ЈСП, например Паркови зеленило, кои деновиве се на постојани протести заради неисплатени плати и тие исто така се сомневаат во разноразни криминали во нивното предпријатие. Ќе влезе ли МВР и во ЈСП, например, во Паркови зеленило? Министерството за внатрешни работи постапува по секој еден случај каде што имаме индиции дека
има одредени незаконитости кои што на крајот би не довеле до конкретен криминал. Индициите што значат некој треба да ви пријави? Индициите значат дека некој треба да пријави, треба до нас да стигнат одредени информации на степен на веродостојност врз основа на кој што ќе може да се постапува и секако доколку имаме соодветна оправданост на оние индиции кои што се стигнати до нас, доколку имаме докази кои што ќе подкрепат одреден тип на незаконитости, одреден тип на кривични дела, тогаш во соработка со јавното обвинителство, по наредба на јавното обвинителство постапуваме секако подлабоко во рамки на предистражни и истражни постапки, така да покажавме дека и во овој случај, за разлика од претходно, пристапот на Министерството за внатрешни работи е многу поинаков. Постапуваме по наредби од страна на јавните обвинители, истражуваме самите во делот на утврдување на фактичка состојба, ги припремаме јавните обвинители со соодветни докази во насока на откривање на конкретен сторен криминал, доколку имаме услови за тоа и делуваме соодветно во конкретниот случај по поднесена кривична пријава од страна на општина Аеродром и собрани извештаи од страна на повеќе општини кои што ја констатираа истата фактичка состојба. Влеговме во рамки на јавното комунално предпријатие по наредба на јавен обвинител, беа собрани сите соодветни докази кои што, да речеме дека имавме индиции дека би не воделе кон незаконско работење и по наредба на јавен обвинител е постапено во рамки на претходните денови од страна на Министерството за внатрешни работи. Јавниот обвинител побара од судија на претходна постапка мерки за обезбедување на присуство на осомничени во рамки на една кривична постапка. Судот одреди такви мерки, така да сметам дека во иднина овој пример на како би требало да постапуваме во рамки на еден акутен проблем, кој што ги доведе на вистина граѓаните на Скопје да живеат во рамки на целокупниот овој смет кој што го гледаме, кој што е надвор од разум. Мора да се согласиме сите дека станува збор за една многу катастрофална состојба во која што се доведе градот Скопје. Навистина, еднаш за секогаш луѓето кои се на одговорни позиции, кои што сметаат дека со нивното недолично поведение и незаконито постапување ќе можат туку така лесно да си поминат, нели ќе им заврши мандатот и ќе се отидат, а при тоа може да си се однесуваат како сакаат, дека тоа време е завршено. Дека едноставно тој кој што ќе се нафати да води одредена институција, кој што ќе се нафати да работи во името на и интересот на македонските граѓани, мора да одговара за неговите незаконски постапувања, особено кога не доведуваат во фаза да буквално го загрозиме животот на граѓаните од аспект на здравје и така натаму. Ова кое што ни се случуваше изминатиот период, а е поврзано со сметот и ѓубрето во Скопје, е недозволиво. Недозволиво е за една земја која што се декларираме и сме на европско тло и сакаме да примениме оние европски вредности кои што доликуваат на 21 век. Поради тоа, пораката која што институциите ја упатуваат со ова постапување конкретно е дека навистина повеќе не можеме да го прифатиме оној воспоставен систем на како до сега и мора да се делува во насока на заштита на интересот на граѓаните. Ако здравјето и животот на граѓаните не е интерес на граѓаните, тогаш не знам што е. Така да сметам дека вакви постапки и текако треба да следат во иднина. Не само значи ќе влезете и во град Скопје? Ќе влеземе сегде каде што имаме индиции за конкретен криминал и ќе влеземе сегде каде што јавното обвинителство ќе даде наредба за постапување. Сметам дека значи зависи од јавното обвинителство дали МВР ќе влезе во град Скопје практично. Па и во, не знам, ЕСП, во Паркови зелено. Зависи од многу фактори, но да, јавниот обвинител е тој кој што ја води истражната постапка, јавниот обвинител е тој кој што треба да ги диктира, така да кажем, условите за превземање на конкретни истражни действија во насока на сето она кое што го видовме изминатиот период во овој конкретен случај, така да во иднина ќе постапуваме и постапуваме во моментов така како што треба да се постапува. Односно, за секој еден сторен криминал, за секое едно действие кое што е на штета на граѓаните, а при тоа е сторено спротивно на законски одредби,
Министерството за внатрешни работи постапува и ќе постапува. Министре, одговорија ли Рустеми и неговиот соработник зошто не подпишувале камионите да излезат, бидејќи беа нели во полициска станица пред да бидат пред судија на предистражна постапка или истражна постапка, како и да се вика стручно, одговорија ли зошто не подпишувале камионите на комунална хигиена да ги чистат контейнерите? Во оваа постапка ќе треба да се дадат одговори на повеќе суштински прашања. Ова е едно од оние кои што не само ја тангираат јавноста, туку особено ја тангираат самата истражна постапка и финалниот опфат на овој кривично правен предмет, така да сметам дека јавното обвинителство во конкретниот случај на вистина ќе треба да максимално се вложи во рамки на овој предмет, за да може сите оние кои што допринеле до овој еколошки хаос да настане, соодветно да одговараат за истото. Деновиве, верувам дека овој брзо ќе се процесуира, ако ништо друго нека биде од ова студио уште еден апел до надлежните обвинители да се лоцира и да се води целата патека или истрага кон тоа да видиме одговорност како граѓани за она што ни го направија надлежните кои треба да ни го штитат и здравието и животот. Видете, во овој случај видовме дека кога се сака, кога се постапува, можело да има ефекти. Предпоставувам дека и за сите други случаи, каде што, пак ќе повторам, е загрозено здравието и животот на граѓаните и нормалното функционирање на еден град, на едно општество, на една држава, и се превземат соодветни действија. Тоа и како ќе биде пример за виднина, секој еден кој што се нафатил, пак ќе повторам, доброволно се нафатил, да управува со одредена институција, со одреден орган, со одредено јавно предпријатие и така натаму, максимално да биде фокусиран на законито работење во рамки на интересот на граѓаните, а не во нечии туѓи интереси. Апсолутна вистина. Тука сме сложни сите, мислам дека нема. Да, и видовме дека доколку се процесуира согласно јавниот интерес и согласно потребите, работите и се решаваат, па да видиме деновиве на потек на обвинителството што следно може да се очекува. Уште една друга информација е актуелна или состојба веќе која што се имплементира на терен од септември, крајот на септември наваму, а тоа е санкционирање на пешачки премин кога се поминува со употреба на мобилен телефон и други електрични или електронски уреди, но и возачите на тротинети, велосипеди и така натаму кои имаат и мобилен телефон додека возат. Колку казни се изречени во овој период до сега на оваа тема? Конкретно јас ги забележувам полициските службеници најмногу би рекла во централното градско подрачје, каде што се тука нели средните училишта, Јосип Броз Тито, тука имам прилика да ги видам, не дека не постојат на други локации, но ајде имате ли статистика веќе колку санкции се изречени? Рано е да се зборува колку оваа мерка вродила плод, бидејќи е многу таза, но еве првична некоја проценка и бројка имате ли? Видете, една од најболните теми лично за мене, а мислам дека и за Министерството за внатрешни работи и секако за држава, е немањето на сообраќајна култура и последиците кои што произлегуваат од тоа немање на соодветна сообраќајна култура на одредено ниво. Морам да потенцирам дека безбедноста во сообраќајот е заедничка одговорност на сите нас, особено на институциите, но, пак ќе повторам, е заедничка одговорност на секој еден учесник во сообраќајот. Бројките, кои што никогаш не можеме да ги гледаме од аспект само на бројки. Зошто? Заради тоа што јас ово што ќе го кажам, ќе говорам за човечки животи. Тоа се луѓе кои имаат дечиња, родители, браќа, сестри. Тоа се луѓе кои што имаат фамилии, а кои што сме ги изгубиле изминативе години. Оваа година, заклучено со денес, во Македонија имаме изгубено точно 115 луѓе. Ова не е бројка. 115 луѓе, заклучено со месец октомври, починале во Македонија во 2025 година како последица на непочитување на сообраќајни правила. Сега, ниеден од овие луѓе
ниеден од овие луѓе кои што сме ги изгубиле не е починат заради тоа што некој почитувал сообраќајни правила и настанала оваа смртна последица. Во секој еден случај од настанување на смртна последица, како причина за истото, е непочитување на сообраќајни правила од некој од учесниците во сообраќајот. Најчесто од оние кои што ги управуваат моторните возила, но не се мали смртните последици, причините и од непочитување на сообраќајни правила од страна на пешаци. Апсолутно. Се ова како вовед во рамки на Она што ќе следи понатаму, бидејќи имам баш вакви граѓански прашања кои се однесуваат на тоа колку ние како култура сообраќање како мајндсет немаме све за ова што го зборуваме. Во 2024 година бројката на луѓе, браќа, сестри, нечии родители, нечии деца, наши во Македонија, кои што сме ги изгубиле е 142 жртви. 2024 година. Ова не е бројка имагинарна. Ова се наши браќа, сестри, родители, деца и така натаму. 142 жртви имаме во 2024 година. И само една компаративна анализа, пошто нели велат дека и во другите држави имало жртви, да, така е, има жртви и во другите држави. Еве ќе почнам од најдобрите. Данска на милион жители има отприлика негде околу 20 на жртви. Таа е мерната единица за да можеме да се компарираме. Нели, во некои држави имаме поголем број на жители, во други имаме помал, но на милион жители е она репрезентативна бројка која што се зима како бројка за компарација. Данска 20 жртви на милион жители годишно. Германија околу 30. Австрија околу 40. Европскиот просек е негде околу 44-45. Словенија е многу близко до тој европски просек, 55. Хрватска се движи измеѓу 65 и 70, ние сме најлоши. Се движиме измеѓу 75 и 80 жртви на милион жители просечно годишно. Катастрофа. Животот на македонецот, на албанецот, на турчинот, србинот и сите останати кои што живееме овде, помалце вреди од животот на оној во Данска. Мораме максимално да се фокусираме како држава. Ние не губиме на ниту едно поле повеќе луѓе отколку што ги губиме секојдневно на улиците. И секој ќе ми каже некој дека не се согласувал со заострување на казнена политика, не се согласувал со заострување на политиката во однос на пешаците, не се согласувал со заострување на политика во однос на брзините. Навистина, драстично подобрување на состојбите во овие земји кои што претходно ги кажав, се постигнувале токму со заострување на казнена политика. И ние не измислуваме топла вода. Кога регулираме посебно како еден пешак треба да учествува во рамки на сообраќајот. Не сме измислиле топла вода кога сме кажале дека доколку пешакот не внимава кога се движи на пешачки премин, од аспект да користи мобилен телефон или друг тип на електронски уреди, слушалки и така натаму, дека може да го загрози својот живот. Значи, пред се неговиот живот е загрозен доколку не внимава да не ми ги одговорите сите прашања што ги како учесник во рамки на сообраќајот. И сега конкретно прашањето кое што го поставивте. Да, се согласувам. Ние како држава мораме да ги запознаеме граѓаните со сите овие измени на законот кои што сме ги донеле или ќе ги донесеме. До сега не е казнет ниту еден пешак. Зошто? Заради тоа што Министерството за внатрешни работи има стратегија да ги запознае граѓаните, ги опоменуваме за секој еден сторен прекршок кој што е поврзан со несоодветно преминување на пешачки премин, несоодветно користење на мобилниот уред кога се преминува пешачкиот премин и така натаму. Зошто? Заради тоа што сакаме превентивно да делуваме првично и заради тоа што овие сите други измени кои што треба да директно се однесуваат на учесниците кои што управуваат моторни возила при учество во рамки на сообраќајот, би требало да стапат на сила од 1.1.2026. Од тогаш
да отпочнеме со примена како во однос на пешаците во делот на казнувањето, така и во однос на оние кои што управуваат моторни возила. Заради тоа сме оцениле дека во овој временски период достапување во сила на останатите измени кои што ни се потребни за да конечно можеме да кажеме дека сме имале малце посоопфатен пристап во делот на зголемување на степенот на безбедност во рамки на сообраќајот, затоа што менјаваме 6 закони и неколку подзаконски акти. Од тогаш ќе започнеме со ефективно казнување. До тогаш одиме превентивно, опоменување, известување на граѓаните, информирање секојдневно на нив за прекршоците кои што ги сторуваат сега за сега пешаците. Safe City како проект ќе треба да отпочне со казнување од 1.1.2026, но најмалку месец дена претходно ќе започнеме со тест период. Во тој тест период од месец дена ќе ги информираме граѓаните за секој еден прекршок кој што ќе го сторат на мобилните уреди согласно онаа постапка која што треба да се применува од 1.1.2026. Што значи тоа? Секој еден граѓанин кој што управува моторно возило и при тоа стори одреден прекршок кој што ќе биде детектиран од страна на видеонадзорот кој го имаме инсталирано, пак ќе повторам, првично Скопје, Куманово и Тетово, ќе биде информиран преку SMS порака на својот мобилен уред. Ќе може да ја отвори пораката и да кликне на линкот кој треба да го однесе до конкретен записник кој е изготвен од страна на овој систем кој го имплементираме, каде што ќе може да се види прекршокот кој што го сторил со слика која што е направена и конкретните податоци, каде е сторен, што е сторен и така натаму. И врз основа на тоа во овие месец дена, значи превентивно само ќе ги информираме граѓаните за прекршоците кои што да видат како ќе функционира Safe City така е. А од 1.1.2026 кога ќе стапи во сила законот, значи цел декември ќе биде тест период во кој што вака ќе функционира. Така е, ќе отпочне да се применува и онака како што треба и да продолжи да се применува. Ете, така, тука некако да заокружиме за да можам прашањева да се ги поставам кои се. Морам да ви кажам прво лично дека апсолутно ги поддржувам овие радикални начини на санкционирање, нека биде, без разлика колку и да звучи силно, за да ни дојде памет, што би рекле постарите, иако има многу критичари на начинот на кој што Safe City се спроведува, дел од тие дилеми на овие луѓе ќе ви ги поставаме како прашање во однос на дали има ефект. Можам да ви кажам еве лично преку примерот на ќерка ми, тоа е микрониво пример. Таа пред да застане на пешачки го симнува телефонот и ми вика ќе ти се јавам кога ќе преминам улица, што е добра варијанта, таа е тинејџер. Не се. Ајде да додиме чекор по чекор во однос на дилемите кои ги имаат овие луѓе кои би рекла па и издржано го критикуваат можеби начинот на кој што се спроведува Safe City. Летово имав прилика да поминам половина Европа со автомобил и буквално во сите земји има бројчаници на семафорите, нели кој одбројува кога ќе се запали црвено, зелено, што колку има време до зелено светло и така натаму. Македонија имаше исти такви бројчаници, наричи се сите семафори, барем за Скопје сигурно, кои пред десетина можеби години беа извадени, само на некои места се уште има ретко каде низ централново градско подрачје. Дали тие ќе се вратат за да може Safe City побезболно и полесно да си ја врши, условно речено, работата, бидејќи кога некој прави прекршок на жолто додека му одбројува, нели, односно на црвено додека му одбројува бројчаникот на семафорот, е полесно да го санкционирате или да не го санкционирате. Вака во црвено, жолто, зелено и обратно тешко оди проценката дали тој поминал на жолто, не поминал и така натаму. Значи конкретно ми е прашањево дали ќе се вратат еве бројчаниците на семафорите. Тоа е првиот дел од прашањето, а вториот е пешаците ги споменавте неколку пати, апсолутно е тоа вистина, имено буквално сме сведоци како скокаат пред автомобил. Ја споменавте Данска, таму знаат дека на 20 на метри од нив не смеат ни да помислат да пуштаат чекор на пешачки додека е возилото и го гледаат дека вози. Колку и да е прилагодлива брзината и колку да може брзо да поминат, например. Кај нас буквално пред кола скокаат. Во автокоманда ми се чини има еден сензор на пешачки премир кој не работи и не функционира. Значи, првиот дел од прашањето ми е дали ќе ги вратите бројчаниците за да може да функционира де факто во полна пареа Safe City и дали сензорите на пешачките премини ќе се поставуваат.
И двете прашања се во надлежност на град Скопје. Лично, ако јас се прашувам, да, зошто да не, сметам дека тоа би било позитивен ефект во рамки на перцепцијата на граѓанинот во делот на управување на моторно возило, во делов на пешакот, нели? Полесно би било кога би можел да притисне копче и да се отвори пешачкиот премин на зелено, за да, нели, тогаш кога има луѓе, посебно за локацијата која што ја кажавте. Но тоа е во надлежност на градот Скопје, нажалост како и се друго, што е запустено изминативе 4 години, а е поврзано со град Скопје, е поврзано и со овој проблем кој што вие го отворивте сега, и се надевам и сум сигурен дека за брзо време новиот градоначалник на град Скопје ќе се фати за работа и ќе ги превземе сите оние действија кои што се во надлежност на градот Скопје, а бога ми се многу, а се поврзани со безбедноста во рамки на сообраќајот. Лично да, би ги поддржал и едниот и другиот пример кој што ги напоменавте од аспект на нивна имплементација во градот Скопје, а зошто па да не и во цела Македонија. Нека биде тест периодот. Иначе, само како за информација, Safe City видеонадзорот и целиот систем апсолутно нема никаков проблем со тоа дали се одбројува или не се одбројува од аспект на веродостојност на самото утврдување на фактичка состојба. На луѓето не им е јасно кој ќе биде тој кој што ќе процени во недостиг ако не се постават што побрзо бројчаници или сензори, кој ќе биде тој што ќе проценува дека некој човек направил прекршок, возач кој поминал на жолто, мислам тоа е тешко во една мавровка во 2 часот, 3 часот на ручек, тоа е тотален хаос, мислам таму. Може ли да ги уверите оние кои сметаат дека Safe City на почеток па и во догледно време ќе биде уште еден начин на лов на вештарки на неподобни луѓе кои под капата на безобзирно возење, како што ќе кажете во еден ваш јавен настап, практично ги елиминирате или се пресметувате со нив како власт. Ме разбирате што сакам да кажам? Ова еднаш го имам кажано, пак ќе повторам. Која е нашата цел? Нашата цел е да немаме години со 142 жртви, наши луѓе, дел од нашите семејства, мораме така да ги гледаме работите. Секоја година. Таа ни е целта. Целта ни е да спасиме барем еден човечки живот повеќе од претходната година. Таа ни е целта. Ако ни е целта да имаме безбеден град, ако ни е целта да имаме плюс еден спасен човечки живот во споредба со претходната година, ако со имплементација на паметни решенија и сите оние други действија кои може да се превземат во рамки на едно подкренување на сообраќајна култура од една страна, од друга страна забавување на сообраќајот со популарните лежачи полицајци, промена на легислатива која што веќе ја направивме од аспект на нов тип на експресни патишта во Македонија кои што треба да зголемат безбедноста по примерот на скандинавските земји. И сите утврдување на црните точки на кои што најмногу губиме човечки животи и така натаму. И заедно, интегрирано настапиме Министерство за внатрешни работи, Министерство за транспорт и врски, Македонија пат, Град Скопје, останатите општини, надзорите кои што вршат надзор од аспект на сообраќајни проекти и така натаму. Верувајте ми дека не е така недостижно она кое што го има направено Обединените арапски емирати, например. Таму успеале за период од 5 години бројот на жртви со ваков еден интегриран систем на подобрување на безбедносната култура и на сообраќајот генерално во државата, успеале за период од 5 години број на жртви да намалат од 240 на 140. Па ако успеале таму, зошто да не успееме и ние овде? Апсолутно, мислам јас. Верувајте ми, најголем, огромна благодарност сакам дупатам до Фудбалската федерација на Македонија. За поддршката која што ја дадоа првично во рамки на оној проект кој што ќе треба да следи, а при тоа се однесува на зголемување на сообраќајна култура на македонските граѓани. Огромна благодарност, уште еднаш да напоменам, и до раководството во рамки на федерацијата, но особено до мислам дека тука е клучниот проблем. Сите фудбалери кои што доброволно
се нафатија да ни помогнат да бидат учесници во рамки на оној проект кој што го изведовме, оние 2 спота кои што ги снимивме, каде што фудбалерите, како да кажам, македонските херои, современите македонски херои, доброволно се вклучија во рамки на тој проект и снимивме 2 спота кои што се навистина вака многу ефективни и можат да упатат порака како до немладите, така и до сите граѓани, дека навистина заедно сме учесници во рамки на секој еден општествен настан кој што може да ни се случи во државава, заедно градиме сообраќајна култура и само заедно сите граѓани, заедно со институциите, како државните, така и локалните, можеме да ги подобриме условите за живот во оваа држава, особено поврзано со сообраќајна безбедност, особено поврзано со спасување на човечки животи. Заедно ако пристапиме, секој од нас ако свати дека секој еден е учесник во рамки на сообраќајот, дали како пешак, дали како управувач на моторно возило, дали како полициски службеник кој што контролира, дали како, еве да речеме, јас како министер кој што учествува во рамки на изготвување на соодветна законска легислатива и спроведување на одредени проекти, пратениците во делот на усвојување на законите и така натаму и така натаму. Секој еден од нас со заеднички допринос, со фокус на ова, верувајте ми, јас не знам поголем фокус кој би требало да биде како на државата, така и на секој еден граѓанин во Македонија, ако не е тоа човечкиот живот. Ама апсолутно сте во право. И не се сумнавам во јавната кампања. Тука апсолутно е неопходна, бидејќи тоа е будење и присуството на полициските службеници. Еве вака она што јас го гледам меѓу тинејџерите има влијание, значи тоа е начинот, друг начин нема. Но еве сега тоа е едната страна на приказната. Ајде преку хипотетички пример другата страна, инфраструктурната. Го зборнавме ова со бројчениците и со цензориве. На пример, пак Мавровка никако, ама чисто тоа ми паѓа прво на ум. Преминува велосипедист, кача на точак на пешачки премен, не вози на црвената лента, каде што е дозволено да премине возејки, да не мора да се симне од велосипедот, која патем е избледена. Значи го вози велосипедот на пешачката патека, притоа се пали зелено и настрадува велосипедистот, кој според Safe City надзорот ќе биде одговорен. Дали може вака да се зборува? Факт е дека Safe City е систем кој што навистина во 21 век при сето ова кое што поврзано и со вештачка интелигенција и со модерни видеокамери кои што вршат нели утврдување на фактичка состојба, навистина сметам дека не е никаков проблем да се докаже одреден настан дали од прекршочен аспект или од кривично правен аспект. Да, факт е дека секојаш човечки фактор ќе треба да биде уклучен во делот на процесирање на кривичните дела особено. Нели, само судот е тој кој што може да донесе пресуда од аспект на дали некој кривично е одговорен или не. Само обвинителот е тој кој што може да покрене постапка од аспект на обвинение и така натаму и така натаму. Се да не навлегуваме во тој дел кој што е, да речем вака, повеќе од јасен. Но факт е дека Safe City, за разлика од претходно, кога нели ќе ве запре полицаец, па можеби се знаете со него, можеби не се знаете, можеби ќе се сожали со вас, можеби нема да се сожали, можеби ќе го мотивирате на одреден начин или па тој ќе побара да биде мотивиран и така натаму. Сите оние настани и фактори кои што може да се случат, а при тоа не влегуваат во делот на законито постапување. Овде нема такво нешто. Овде системот не познава ни братучет, ни вујко, ни стрина, ни мотивација, за инфраструктурната подготвеност, министре. Еве на пример, втор хипотетички пример, не е хипотетички реален е. Титово Гостивар се води како автопат, по автопатиштата се вози од 100 до 130, бидејќи таму има и патарина, но ограничувањето меѓу Титово и Гостивар е 80 км на час. Како таму ќе се казнува, како дека е автопат, зошто тогаш се води 80? Граѓаните се во право и до мене стигнале повеќе размислување. И полицијаат загина, ако се сеќава. До мене стигнале повеќе размислување во насока на тоа дека треба да се изврши целосна ревизија на сообраќајните знаци особено. Имено. Треба да се подобри патната Скопје Штип, односно Штип Скопје, каде што стојат оние знаци дека се гради на патот. Имате 130, па одеднашка 40-70 како да се гради. Така е. И некогаш полициски службеници казнуваат заради тие знаци, а тие стојат од времето кога патот се гради. Така е. Моментално
ова кое што го говоревме сега е во надлежност на повеќе министерства и повеќе институции во рамки на државата. Но не сакам да звучам како некои градоначалници кои што ништо не направија во изминативе години, а при тоа цело време вика не е во моја надлежност, во надлежност на овој и така натаму. По иницијатива на истиот муабет од страна на повеќе граѓани, од моја страна е иницирана една ревизија на постапките поврзани со поставување на сообраќајни знаци кои што да речеме дека го надживеале времето. Така да кажем. Или пак не се усогласени согласно фактичката состојба која што е денес, а тие се поставени пред повеќе од 15, 20, па можеби и 50 години. Таквиот тип на неусогласености на маса моментално се разгледува од страна на експерти, луѓе кои што работат во рамки на институциите, Министерство за внатрешни работи, Министерство за транспорт и врски, ЈПДП, Македонија пат, надзорот кој што го вршат во делот на сообраќајни правила и така натаму. Ова е, да речеме, еден малце по тежок процес кој што не може да се заврши за месец-два. Добра, ама добра е веста дека се работи на надминување. За многу краток временски период, во секој случај пред стапување во сила на законот, ќе ги редефинираме точките на кои што ќе бидат поставени, односно се поставени во најголем дел. А за кој закон беше ово извината? Редефинирање на законот кој? За сега, за пред 1 јануари, пред да за тоа зборувате? Повеќе 6 закони се кои што ќе стапат би требало да стапат во сила на 1.1. Закон за возила е веќе стапен во сила. Законот за прекршоци, кривичен законник треба да се смени до тогаш, закон за безбедност во сообраќајот на патиштата, и исто така имавме овде закон за извршување на санкции мора да се смени. Значи сите овие закони во пакет мора да бидат променети заклучно со 1.1.2026 за да можеме да го заокружиме целиот оној процес на потребна законска легислатива која што е поврзана со имплементација на проектот Safe City. До тогаш ќе имаме извршена ревизија на секоја онаа точка која што е утврдена како точка каде ќе се постави видеонадзор. Тие точки ќе бидат ревидирани и врз основа на тие точки точно ќе знаеме дали треба да има еден знак, друг знак или трет знак. Дали треба да е 40, 80, 120 или како и да е согласно добро, ова е новина и ова е варед да се согласно фактичка состојба. Но факт е дека треба да се изврши ревизија и усогласување и синхронизација согласно сообраќајни проекти, согласно фактичка состојба и согласно реални можности на патна инфраструктура, секој еден пат во Македонија. И тоа мора да се направи. Апсолутно. Не заради тоа дали имплементацијата на Safe City ќе била коректна или во ред, туку заради интересот на граѓаните. Апсолутно. Се сложувам. И заради потребување на безбедносната состојба. Уште малце на тема Safe City. Но верувајте ми, нажалост, уназад сигурно повеќе од 10 години, никој така не настапил системски на овој проблем. Па сведоци сме, мислам, апсолутно сме сведоци дека не се преземале вакви радикални мерки, кои лично како граѓани сметам дека се и повеќе од неопходни. Продолжуваме на тема како што решаваме и други проблеми, така ќе го решиме и тоа. За многу кусо се враќаме, продолжуваме уште на тема Safe City, почитувани ни оменувате каналот. Добре дојдовте назад. За тие кои сега почнувате да не следите, вечерва во за или против е министерот за внатрешни работи господинот Панче Тошковски. Министрот во еден јавен настап ке речете оние кои што сметаат дека можат да изиграваат нинџи на улиците во Скопје, на улиците низ македонските автопатишта, односно безобзирно ќе управуваат моторно возило, трајно ќе се одзема возилото и од утредента ќе биде ставено во функција на Министерството за внатрешни работи. И тука сега знам дека најголем дел од возачите се против оваа радикална мерка. Лично како возач сум за, тоа и јавно го кажувам и на маса
и на приватни средби, не се, неважно е што мислам јас. Ајде прво да дефинираме што значи безобзирно управување и вториот дел од прашањето ми е, ќе има човечки фактор кој некаде зад камерата горе ќе треба да процени дали безобзирно управувал. Кој ќе биде тој лик, човек, жена, без разлика, нели индивидуа која што ќе ги пресекува, условно речено, проценките дали безобзирно вози или не? Судот. Судот. Никој друг освен судот не може да констатира кривично дело во рамки на една правосилна пресуда. Првостепениот на прв степен, второстепениот на втор степен, судот. Сега, каде е суштината на оваа приказна? Многу често слушав критики во делот на тоа не ми го купил министерот возилото, па за он да ми го одзема. Да, и тоа е често. И сега во сегашниот закон има еден член кој што вели дека доколку одредено орудие, како што е возилово орудие за сторување на кривично дело безобзирно управување на моторно возило, е искористено во рамки на сторување на конкретно кривично дело, може да биде предмет на одземање. И сега е така. Ама сега вели може. Да, ама ќе ви речат никаде не е вака строго, не е точно. Во кој земји е вака никаде не е вака строго, треба малце вака да навлезат подетално во рамки на анализа на Европа да земеме како пример. Да. Во Данска е многу построго од тоа што го предвидовме кај нас да биде. Зошто? Заради тоа што во Данска кога прв пат ќе управувате моторно возило со над 2 промили алкохол и кога прв пат ќе управувате моторно возило дупло повеќе од дозволената брзина, трајно ви го одземаат. Прв пат. Ако е дозволено 50, управувате 110, трајно ви го одзема државата возилото. Ама апсолутно е тоа од 50 до 110 голема разлика сега, како го предвидовме кај нас? Заради тоа што нели прв пат воведуваме ваква радикална мерка задолжително да се одземе возилото, значи судот нема алтернатива при носење на одлуката доколку настанат стрикно и изречно дефинирани услови во рамки на предложениот кривичен законник, кој што се надевам дека ќе помине за брзо по завршување нели вака и на локални избори. Возило ќе се одзема за рецидивисти, значи оние кои што управувале моторно возило, но по втор пат сториле кривично дело каде што возилото го управувале со брзина драстично поголема од дозволената. Драстично кажете ми што значи? 10, 20, 50, 30? Драстично значи 70 над дозволеното во град, 90 над дозволеното во град. Тоа значи драстично. Значи ако е дозволено 120, а управува моторно возило над 190 и при тоа е рецидивист, односно веќе има пресуда со која што сторил таков тип на кривично дело, судот ќе му го одземе возилото. Или пак, друг пример кој што ќе го има новиот кривичен законник, тоа е одземање на моторно возило доколку е во сопственост на оној кој што го управува возилото, а тој кој што го управува возилото нема положено никогаш за возачка дозвола. И е многу логично. И ова кривично дело, истото вакво како што е, го има и во Словенија. Сосем истото. Така да, нити сме измислиле топла вода, нити па нешто ќе применуваме овде кое што го нема во европските земји. Не ни беа пример нас земји од типот на, не знам, Афганистан и не знам кои други. Нас ни беа за пример земји од Европската унија, како што се Словенија, Германија, Австрија, Данска и така натаму. Не знам со која земја да се споредуваме ние. Стварно не знам со која земја да се споредуваме, ако не со земјите членки на Европска унија, односно не можеме да се споредуваме. Многу сме полоши од нив. Не знам кои земји да не ни бидат пример како да дефинираме законска регулатива и кон кои вредности да се стремиме, ако не кон земјите од Европската унија. Така да баш би сакал да ги чувам во изминатиот период кој што следате вака сите аргументи, ние не сме најпаметни, може ќе дадат некој подобар предлог од оној кој што сме го имале, може од кој ќе почне да се имплементира законот, излезат нови потреби кои што ќе треба да бидат регулирани, можеби некои политики ќе треба уште повеќе да ги заостриме, некои можеби ќе треба да ги омекнеме, ама мораме да направиме нешто. Кабајот од новаа држава е што има
цело време многу филозофи кои што седат на столчиња и при тоа само филозофираат, а не работат. Затоа сте тука да може да ги објасните. Многу не ни треба. Мотика ни треба. Значи треба да поработиме малце, да имплементираме проекти. Значи мора да почнеме. Мора да почнеме и навистина, пак ќе повторам, овој проблем, најголем проблем, ако јас лично се прашувам, на Македонија. Еден од најголемите проблеми на Македонија е губењето на екстремно број на наши луѓе, родители, браќа, сестри, членови на фамилија, подалечна, поблиска, комшии, наши луѓе, секојдневно на македонските улици. Еден од најголемите проблеми во Македонија. Ако трнеме од претпоставката дека човековиот живот е светење. Сега, ако тоа не е еден од најголемите проблеми, ние мора се да направиме заеднички, секој еден учесник во сообраќајот ќе треба да даде свој допринос, ќе треба да подкренеме сообраќајна култура, ќе треба да се воведат посебни обуки, посебни едукации на дечињата во рамки на образовниот процес, ќе треба и како да видиме како максимално да ги професионализираме сите процеси во насока на попрофесионална едукација на луѓето, попрофесионална едукација на дечињата, поголемо кревање на овие теми во јавност. Критичарите ќе ви речат, зарем не знаевте каде треба да интервенирате за подигање на јавната свест, допрва ли тоа ќе го правите? И сега знам дека кога се тестираат работите излегуваат и предизвиците кои би биле. Овој процес, извини искрам, ова не е буцни прачка пи вино, ја многу пати јам кажано таа фраза во минатото. Пак ќе речем, проблемот е ние така си правиме од држава. Ние си велиме ќе го реши некој друг проблемот. Ќе дојде некој од, не знам, од Шведска, па ќе ни каже што треба да направиме тука и како да го решиме. Некој друг ќе дојде за нас да ископа нивата и така натаму и така натаму. Не бе луѓе, од нас зависи. Од нас зависи, од мене, од вас, од секој еден македонски граѓанин зависи дали ние овде ќе живееме поубаво и така како што доликува за 21 век за една демократска европска земја или само ќе си филозофираме. Од нас зависи. И дали ќе го почнеме проектот? Да, ќе го почнеме. Дали ќе даде резултати? Да, ќе даде. Дали е идеален? Не знам. Верувам дека не е. Нема ништо идеално на светов. Ама желбата, трудот, посветеноста, фокусот, доприносот на секој еден од нас не може да не намали бројкава на 142 изгубени животи кои што сме ги имале во 2024. Еден да имаме помалци, еден човечки живот нема цена. Ако за нешто сметам дека, вака пак ќе повторам, ужасно ме боли и сметам дека не сум успеал да направам ништо досега, со резултати, тоа е во делот на сообраќајот. Имам уште две прашања според сценарија, време имаме само за уште едно, па ќе го одберам уште едно вакво по-граѓанско, би рекла пластично прашање, бидејќи тоа е дел од она што сака да го знаат луѓето, па и ме замолија да ве прашам. Забелешките меѓу другото се и дека полициските службеници кои се во рамки на сообраќајната полиција и на автопатите стојат на незгодни места, практично стојат скриени, излетуваат. И сам знаете за црната статистика на гинење буквално на полициски службеници кои одеднаш излегуваат на невозможно нити да прикочиш, ниту да без разлика. Не амнестирам вината на возачите. Ова сакам да ве прашам, значи дали тој дел некако стратешки ќе се ревидира, ќе се направи поинаква проценка на кои точки би требало да стојат заради заштита на нивните животи. Под Б имаш еден интересен феномен што летово во Норвешка го видов, значи буквално возевме по автопат кон местото каде што бевме сместени, не се и позади нас полициско возило едно добри 20 минути следеше да види како ќе се однесуваме со оглед на тоа што 15-20 возевме плюс од дозволеното. И кога свати направи проценка веројатно дека нема да се случат никакви други ризици, односно нема ризици за ништо покомплицирано, само не помина и замина. Додека тука сега веднаш ние почнуваме во кола да дискутираме, ете, кај нас да беше, па ќе те застане, па казна, па за 10-15 ќе кркаш казна, не знам, ваква, онаква. Во оваа смисла ми го разбирате прашањето. Значи, едното е културата и на полициските службеници, каде стојат и каде прават проценки дека треба да се стои, а втора еве ова.
Значи можеше овој човек, бидејќи бевме странци, да и да не казни, возавме 10 на 15 на дозволеното, можеше се и се што. Тој возеше зад нас, правеше проценка и потоа само не помина. Се согласувам, во право сте дека и како треба да се посвети максимално внимание и сега, и се посветува изминативе години на дена и во делот на внатрешна контрола во рамки на Министерството за внатрешни работи, подигнување на професионални стандарди на полицијата и така натаму и така натаму. Но старите викаат, дете во првен треба да се роди, па треба да научи да лази, па откој ќе научи да лази, вика се подисправува, па тогаш почиња да чекори, нели првите чекори да ги направи, па таму вика тек после некој време да почне да трча. Ние не може да трчаме за една година. А да се родиме одново би било супер за почеток. Значи не може да трчаме за една година, но дали можеме првен да почнеме да лазиме, па да почнеме да се подисправаме, па да почнеме да чекориме како што треба и после тоа да трчаме, да, можеме. Дали ни треба време, да ни треба. Дали сме го почнали процесот, да го почнав. И то се гледа. И то се гледа. Секој, и јас сам се имам фатено, како идам на пешачки со мобилниот и ми текнува и го застанувам и го враќам мобилниот, па си поминувам на пешачки културно и после тоа продолжувам да зборувам. Значи влијае. Апсолутно. Значи влијае, истиот пример и вие го дадовте. Сега, ако можеме на овој микро пример да видиме разлика, зошто па да не можеме и за се друго? Што треба? Работа треба. И свесност работа, индивидуално. посветеност, фокус, заеднички. Сите ние, не може да се скулпира ни камерманот, ни вие, ни јас, ни советникот од кајменот кабинет, ни било кој друг. Сите ние сме дел од овој наш заеднички систем, оваа наша убава, како да кажеме, убава Македонија. Сите ние сме дел од неја. И во рамки на правата кои што ги уживаме, имаме одговорности. Не можеме кој ќе седнеме на слава сите да ни бидат криви за тоа што не можеме да најдеме паркинг, а ние да паркираме кај што ќе ни текне. Епа не бива така. Не бива така. Сите се криви, само ја не сум. И обично е тој муабет секогаш. Ама кога ќе застанеме пред огледало, не можеме да избегнеме вистината. Мораме да го смениме менталитетот на однесување кога говориме за почитување на сообраќајни правила. Тоа е еден од најголемите проблеми, сакале признале или не. Ако си го признаеме и сме свесни за тоа, а мислам дека полека го признаваме и полека сме свесни за тоа, со посветеност и работа ќе го решим. Ќе имате прилика да бидете многу пати повеќе присутен како се наближува 1 јануари, пред Save City, верувам дека и во ова студио повторно можеме да ве очекуваме. Ви благодарам што пластично и народски ги објаснивте одредени дилеми на тема Save City, темата која што ќе биде повеќе од актуелна во периодот што следи и да, искрено се надавам дека ова ќе функционира и конечно ќе заличиме како што и сме географски во Европа. Ви благодарам што бевте вечер во делот. Ви благодарам на поканата. Почитувани, се надавам дека уживавте во разговорот, се надавам дека многу работи ви се појасни, бидејќи многу од прашањата до сега не беа доволно добро објаснети. Вечерва министерот тоа го направи на еден, како што веќе реков, пластичен начин. Гледајте за или против и утре. Пријатна вечер од мене.